Македонија се соочува со сериозен демографски колапс, покажува последната анализа на Државниот завод за ревизија. Населението старее, младите се иселуваат, а работоспособните граѓани се се помалку бројни. Според податоците, до 2055 година, секој трет жител во државата ќе биде постар од 65 години, додека истовремено се намалува бројот на млади, главно поради нискиот наталитет и масовното иселување. Разликите меѓу бројот на родени деца и учениците кои подоцна завршуваат образование стануваат се поизразени, а до 2050 година според проекциите, работоспособното население ќе се намали за речиси 470.000 лица. Од ДЗР апелираат на темелни реформи и насочување на државните политики кон овој проблем. Во 2024 година од земјата заминале 13% од сите живородени деца кои требало не биле запишани во прводеление, односно за само 6 години бројот на деца е намален за над 2700. Кај матурантите ова разлика е значително повисока и изнесува некаде околу 22.000 живородени деца на средно образование во земјата, а матурирале 14.000, што е намалување на околу 35%. Како директна последица од старењето на населението, пензискиот систем се соочува со сериозни ризици за одржливост. Ревизијата покажува дека првиот столб со години работи со дефицит, а разликата се покрива со трансфери од државниот буџет, кои во 2024 година достигнале околу 690 милиони евра. Од ДЗР алармираат дека без навремени реформи, овие трошоци би можеле да достигнат 7,4% од БДП до 2057 година, што представува сериозен товар за јавните финансии. Да се преоцени потребата од промени во пензискиот систем, во делот на висината на процентот, дали тоа ќе биде процентот за придониси за пензиско инвалидско осигурување, староста за пензионирање, односно продолжување на векот на работниот век на луѓето. Ревизијата укажува и на недостиг на услуги за старите лица. По истекот на Националната стратегија за стари лица во 2020 година, државата се уште нема нов сеопфатен документ, а услугата помош и нега во домот е достапна за помалку од 1% од лицата над 65 години, додека во 31 општина воопшто не постои.